Добро вечер, почитувани. Следува нов термин на дебатната емисија Клик Плюс на ТВ21. Дали ова почетокот на крајот на деценискиот спор за името со Грција? Дали новото име на автопатот кон јужниот сосед пријателство води кон посакуваното место? Најавениот референдум треба да даде одговор колку бројот граѓаните посакуваат Македонија да стаса до таа дестинација. Која ќе биде цената која што треба да се плати, што ќе добија, што ќе загуби земјава. Демонстрантите од Солун порачаа дека Македонија е само Грчка, но може ли една земја да има вакво авторско право? Ова се прашањата и дилемите на кои вечерва одговор бараме од Гоце Марковски, граѓански активист, невладина организација Евротинк, го имаме Горан Лазаров, Мире Младеновски, професор по историја, и мојот колега новинар Сеат Ризвановиќ. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана и што вечерва сте дел од Клик Плюс на ТВ21. Ризвановиќ, почнуваме со вас еден коментар за последните случувања, средбата на премиерите на Македонија и Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас во Давос. Како гледате вие на последните случувања? Да, средбата на премиерите е една прилично вака во јавност перцепирана изненадувачки момент, изненадувачки настан, бидејќи настаните кои се поврзани околу спорот со името и преговорите со Грција во последниве месеци се одвиваат како на филмска лента. Значи, тие се изненадувачки и за нас, новинарите, кои секојдневно ги следиме тие настани. А оваа средба е на многу начини историска. Значи, прв пат имаме вака јавно пренесувана средба на македонски и грчки премиер, кој тоа го правеа пред камерите во лайв стриминг, значи во реално време, го гледавме се до тоа што се случува, а потоа и одржаа повторно, ќе кажам, она историска заедничка прес конференција, од каде пратија многу силни пораки. Тие пораки, значи, кога ги слушнавме, сите очекувавме дека нешто ќе се случи, дека нешто ќе кажат, но можеби и не очекувавме дека сега ќе има конкретни чекори, конкретни работи кои ќе се направат. Очекувавме да ги слушнеме повторно, ние знаете, дипломатски пораки кои ги слушаме цело време, градење на билатералните односи, на добрососедските односи со Грција, подигнување дека сме на добар пат, дека имаме позитивна атмосфера, но тука премиерот Заев ја исфрли онаа бомба, можам да кажам, дека веднаш се оди на конкретни чекори со преименувањето на автопатот и аеродромот и се разбира остапките кои ќе ги направи Грција. Тоа се втората фаза од спогодбата за стабилизација и асоциација и дозволата да влеземе во Јонско-Јадранската повелба, кои се две прилично значајни чекори за Македонија. Не се зборат премногу кај нас во јавноста. Кај нас кога се зборува, најчесто се зборува за НАТО, за Европска унија, но ова се многу значајни моменти, многу значајни придобивки. Така да со еден збор бевме изненадени, но бевме сведоци и на историски настан. Не сме виделе двете страни по завршување на средба, на ваква лидерска средба помеѓу Македонија и Грција, двете страни да искочат со насмејани ликови да заврши средбата. Да. Целата средба, кога ја гледаме онака визуелно како се одвиваше, значи имаше еден неформален карактер, полуофицијален карактер, значи не се одвиваше ниту во Македонија, ниту во Грција, ниту на настан и место кое е предвидено протоколарно претходно за таква средба, значи претходно договорено, направена е на самитот во Давос, значи на трето место, самит кој нема врска со проблемот со името со Македонија и Грција, значи искористен е тој момент, ги видовме премиерите онака облечени неформално, без кравати, меѓутоа тој е нивен стил, и онака и на Ципрас и на Заев. Така да, целата слика требаше да ни ја прати таа пријателска и опуштена порака, која веројатно треба да значи дека по таков пат треба да продолжат и односите меѓу двете земји. Така, Лазаров, продолжуваме со вас пред да се осврнеме на новите податоци кои што вашата невладина ги има околу заинтересираноста на македонските граѓани околу членството во НАТО, во Европската унија и цела она политика која што не поврзува со Европската унија, да го прокоментираме и средбата. Како вашата невладина организација ја виде оваа средба? Видете, значи
За мене искрено беше можеби очекувано нешто вакво се случи. Последните неколку месеци ја следевме реториката што се случува и во Атина, што се случи и во Скопје, и можеше после долги година се препознае дека конечно има вистинска волја за почнување на решавање на тој толку годишен проблем што го имаме со Грција во поглед на спорот со името. Значи, затоа ви кажам, не беше изненадување, можеби моментот се избра токму да биде таму каде што беше, можеби не е случајно што не се избра да биде дали во Скопје, дали во Атина првата средба, него да биде некако како на неутрален терен каде што и ќе се постават и првите потези, ќе се повлечат и првите потези за понатаму. Видовме што се случи, премиерот Заев рече дека ќе има промени во поглед на две имиња кај нас, тоа е нели аеродромот и автопатот кој што води кон Грција. Јас искрено тука зборам лично за себе, јас не гледам ништо спорно во тоа, затоа што и тие беа променети во време на минатата власт, кога искрено тоа го гледав како некој вид на провокација, а не како некој вид на провокација кон Грција, некако Заштита на своето? Заштита на своето. Мислам дека тоа беше како начин дека ете, вие ни ставивте вето за НАТО, од тогаш почна цела таа националистичка политика во Македонија, цела плејада работи се изградија кои што се насочени токму како провокација кон Грција, и промената на автопатот и промената на името на аеродромот беа само дел од тоа. Така, Марковски, продолжуваме со вас. Јавноста ве знае како граѓански активист, левичар, кој е против влезот на Македонија во НАТО алијансата, но не и против влезот на Македонија или членството во Европското семејство, во Европската Унија. Меѓутоа, за двете работи потребно е еден услов: промена на името или наоѓање на заедничко име со Грција, заедничко решение. Јас сум левичар и антимилитарист по убедување, и од тие причини сум против членување во воен сојуз. Независно тоа дали е НАТО, дали е некој друг сојуз, НАТО сојузот е реликт од минатото, и овде кај нас, за жал, 27 години се перцепира, е доведен на ниво на религија. Некритички се обсервира членството на наше во воен сојуз, така што сметам дека треба медиумите малце повеќе да дадат осврт на тоа кои ќе бидат импликациите од членството во ваков воен сојуз, и треба почесто да се слушаат контрааргументите зошто не треба да се биде член да се биде членка на овој воен сојуз. Еден од митовите кои што најчесто го користат политичко-економските елити за да аргументираат дека Македонија треба да биде членка на НАТО пактот, е дека со влегувањето во НАТО алијансата ќе се подобри економската состојба во државата. Па така велат дека тоа било добар сигнал, ќе биде добар сигнал за економските субјекти и странскиот капитал да инвестира во Македонија. Некаква сигурност. Некаква си економска сигурност тука во државата, меѓутоа можат да се анализираат и импликациите од вложувањата, ако се анализираат импликациите од вложувањата изминативе 8 години за време на претходната власт, може да се види дека ние како држава повеќе потрошивме средства на тие странски инвестиции, отколку што имаме бенефит од тоа. Имаше поаток дека Македонија потрошила 160 милиони евра субвенции за тие странски инвестиции, а тие исплатиле плати некаде околу 92 милиони евра. Што значи дека само по себе нема да значи, тоа не значи просперитет економски на државата. Исто така политичките економски елити секаде во светот каде да отидува не представува како држава со мали плати, и тоа беше еден вид на сигнал до странскиот капитал дека тука може да доаѓа, да експлоатира и да исплаќа македонски плати. И најчесто такви плати се исплаќаа во странските инвестиции.
Настрана тоа што тие се еден вид на концентрациони логори, но да не забегуваме околу тоа, само сакав да кажам дека митот дека по дефолт со членство на Македонија во НАТО ќе добиеме економски просперитет не е баш издржан. Мислам не држи таа теза и тоа е за мене мит. Добро, да му дадеме збор на професорот, па ќе се навратиме и околу безбедноста и што значи НАТО за една држава. Професоре, сигурен сум дека и вие ги следите сите овие случувања околу преговорите, случувањата последни кои што беа во Солун сега и околу оној протест против Македонија и користењето на Македонија, терминот Македонија од страна на нашата држава. Прашањето ми е колку политичарите сите овие години ја злоупотребуваа историјата за добивање на дневно-политички поени. Знаете, моја омилена премиса кога зборувам за историјата е дека историјата во рацете на политичарите е оружје. И тие неретко го користат. Ние сме еден очигледен случај за тоа како историјата може да се користи како оружје за постигнување на некои нивни цели. Оно што нас не треба да историјата биде користена како алатка на соработка, на соживот, на градење на подобра иднина, а и всушност и сегашната можеме да изградиме, доколку ја користиме како алатка, не како оружје. Проблемот што го имаме со зачленувањето и во НАТО и во Европската унија е историски проблем. Корените му се исто така историски, меѓутоа солуцијата, решението е во рацете на политичарите, не е во рацете на историчарите. Иако тие неретко и се труделе нешто да направат, меѓутоа без целосна силна поддршка, која што сега моментално ја гледам на некои основни назирања, постојат дека конечно политиката во двете држави решава да направи нешто подобро за еднината на двете земји. Се надевам дека тоа ќе отвори простор и за подобра соработка помеѓу историчарите во двете земји, кои што беа досега, да не речам херметички затворени, таа соработка малтene да не постоеше. Или беше, ако се случуваше, беше на некоја приватна иницијатива или на неформално ниво. И да, јас се надевам и очекувам дека гледајќи како се одвиваат москавично овие настани, овие промени во политиката и на двете земји, дека тоа ќе придонесе да конечно овој спор, историски спор, се надмине, но немате да очекувате дека тоа нема да ни идува на отпор, дека тоа нема да се случи дека така лесно ќе помине. Така лесно ќе помине, тоа е долгорочен процес, нели, кој што траел одреден период, но сметам лично дека сме на добар пат да го надминеме. Така ете, властите, Мезановиќ, се оптимисти, гледаат решение дека во следните 6 месеци би можело да има конечно решение, да се најде дали преку референдум или на друг начин да се најде конечно решение, но последните случувања викендов од Солун некако не го кажуваат тоа, барем опозицијата или дел од граѓаните, повеќе екипа на ТВ21 беше викендот во неделата во Солун, можевме да регистрираме околу 100.000 граѓани кои што сметаат дека никој не сме да го користи терминот Македонија освен нив. Можно ли е за толку брзо време да се речи повеќе деценијски спор? Видите, спорот е повеќе димензионален, спорот не е само историски, спорот има повеќе слоеви, значи од геополитички, геостратешки, историски, регионални, тука се вмешани многу разни интереси на регионално и на пошироко и на глобално ниво. Така да очекувано е дека доколку после 25 години, после 2,5 децении на овој спор, некако гледаме дека се движиме кон можно решение, како што ја слушаме таа фраза во изминативе месеци, дека имаме прозор на можности и дека тој треба да се искористи, тоа го кажа речиси сите меѓународни фактори во светот и тука и домашните и грчките политичари. Реално треба да очекуваме дека исто така праволиниски ќе се зголемува и отпорот кон можното решение. Можеме да разговараме доста долго, не знам дали оваа дебата би била доволна за да анализираме од каде доаѓа тој отпор. Тој не доаѓа толку едноставно од некакви незадоволни групи во двете општества. Тука имаме вмешаност на многу разни фактори.
Но сосема е разбирливо тоа што се случува. И протестите и во Грција, и протестите во Скопје, кои можеби според моje мислење требаше да бидат и поголеми. Бидејќи, видите, тоа е сосема нормално. Тоа е, секогаш имате такви струи кои се за такви радикални решенија, или во случајот на Македонија прилично би било оправдано да излезе некоја огромна група на луѓе и да каже не сакаме преговори, не сакаме менување на име, не сакаме ништо. Значи, сосема развило. Без разлика дали јас се согласувам со тоа, дали е тоа прагматично, дали е добро за државата, дали ја мислам или не, зборувам онака, нели, од оние реални мотиви кои се базираат на право и правда. Така да и протестите се очекувани, иако и во Солун не беа многу големи протестите. Тоа го забележа и многу наблюдувачи, дека протестите во 90-тите беа многу поголеми, над 1 милион тогаш имало, да, 92 Видовме дека година. овие протести биле организирани. Значи, видовме бројки дека имало 500 автобуси во Грција, кои ги носеле од цела Грција, со оглед на големината на Грција, и протестите и не беа толку масовни. Иако, од друга страна, повторно ќе кажам, и тоа не треба да не залажува, бидејќи анкетите во Грција покажуваат дека 75-6% од грците се против решение кој би го состоело зборот Македонија во името. Така, како што кажав, проблемот е комплексен, но едно е јасно. Како се наближува можноста за евентуално решение, така ќе се зголемува и отпорот, а во случајот на Македонија, јас не сакам да бидам песимист, но јас се плашам дека повторно можеме да имаме повторување на некои несакани епизоди од поблиску и подалечно минато, епизоди кои асоцираат на некаква дестабилизација. Мислам дека многу фактори ќе се обидат да го направат тоа, бидејќи на крајот на криштата спорот околу името, меѓу другото, и има значи една од неговите компоненти е да ја спречи Македонија да стане членка на НАТО. На кого не му одговара? Па тоа не му одговара на повторно е повеќе димензионално, на дел од соседите, веројатно, или на дел од политичките елити во тие држави. Многу е јасно дека не одговара на Русија. Русија тоа отворено го кажува, не го не крие. Таа отворено се противи на членувањето на Македонија и скоро на Црна Гора во НАТО. Во Црна Гора има и судски процес за директна руска интервенција против членството на Црна Гора, каде што вооружена група се обидела да направи државен удар. Така да, прилично е јасно од каде доаѓа тој отпор и не очекувам, ако го имало тоа во минатото, повторно да го нема и да застане. Лазаров, освен на домашна сцена за овие истражувања околу мислењето на граѓаните околу членството на Европската унија, дали имате податоци колку земјите, кандидатите, односно членките на Европската унија ја сакаат Македонија? Немам јас таков податок. Или бар во Грција, опружувањето, нешто околу, колку тие се заинтересирани ние да бидеме дел од нив? Не можам да кажам затоа што немам бројки со кои што би можел точно да кажам, меѓутоа можеме да ги следиме пораките кои што доаѓаат од Брисел. Ако тоа го гледаме како одраз на тоа како они сакаат да гледат. Јас мислам дека и пораките од Брисел никогаш не биле поотворени не само за Македонија, него за целиот регион и за целиот Западен Балкан. Мислам дека сите овие кризи кои што ги помине и Европската унија последниве неколку години, им беше некој знак дека мора посериозно да се заинтересираат со овој дел од Европа. Ако се однесува на тоа каква е поддршката на граѓаните во Македонија за влез во Европската унија, ако ги споредиме со другите држави, има едно истражување кое што го прават Европската комисија со сите кандидатки членови Евробарометар, претпоставам се го слушнале. Таму секогаш сме од сите кандидатки, мислам тоа се 5 држави, од сите 5 кандидатки држави за членство во ЕУ сме секогаш на второто место по поддршка за влез во Европската унија, на првото место со секогаш над 80% се Албанија. Значи, тука е висок процентот, па ќе ви кажам, ја мислам дека по тоа што се случува, по пораките што ги добиваме од Брисел, дека и таму има кога дојде Јункер, кога стана председател на Европската комисија, значи он кажа дека во неговиот мандат не е предвидено да се проширува Европската унија, тоа ќе се исполни, тоа нема да се случи. Меѓутоа гледаме пораки сега дека
во 2025 можеме да очекуваме проширување на Европската унија. Гледаме дека сега во февруари очекуваме да излезе стратегијата за проширување на Европската унија, во која што се надеваме дека дел од таа стратегија ќе биде и Македонија. Обединета Европа. Па мислам дека после сите овие кризи кои што се случија периодов и навистина им треба една целосна обединета Европа. Добро, на вашиот профил на социјалните мрежи напишавте дали сте за компромис, договор со Република Грција или со цел интеграција на нашата држава во НАТО и ЕУ. Ова е, како што реков, ваша предпоставка за евентуално референдумско прашање во случај на договор помеѓу владите на Заев и Ципрас околу името. Но моето прашање е што доколку референдумското прашање содржи само предлог на имиња, а не дали сме или не сме. Па не знам, во тој случај веројатно треба да се земе во предвид Дали тогаш граѓаните ќе бидат затечени? Во сега случај е рационален. И колку се одолговлекува решението на овој рационален спор, се повеќе и повеќе не држи во таа некоја лимбо ситуација и нас и регионот. Меѓутоа тоа особено им оди во прилог на политичко-економските елити кои што го користат ова прашање за да ги заскријат суштинските реални проблеми. Така што јас себе искрено да ви кажам очекував многу повеќе од актуелната власт дека првично ќе се зафати со решавање на тие некои суштински горливи социјални проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. Тие некако оценија дека им е полагодно да почна со решавање на отворените овие национални прашања, што и тие треба да се решаваат дефинитивно. Меѓутоа сепак сметам јас дека приоритет требаше да се даде на економската ситуација и на економските теми овде кај нас. Бидејќи во изминатиот период се испостави дека баш најсиромашните граѓани се многу поподложни на манипулација од страна на тие политичко-економски елити. Затоа сметам јас дека треба час поскоро да се стави крај на овој спор кој што сите не тишти и не. Добро, предпоставките се дека доколку се напрати евроинтеграција дека ќе се подигне и стандардот со влезовите, ќе се отворат многу грантови кои што ќе бидат на располагање на државата, па ќе има некакви придвижувања и на економската слика. Не е баш таква ситуацијата со сите земји членки во регионот. Еве, особено за НАТО пактот, Македонија треба да издвојува повеќе од буџетот за да биде полноправен член на НАТО. Го слушав интервјуто на нашата министерка за одбрана. Таа кажа дека според динамиката на тоа како предвидуваат од година во година да се зголемува војниот буџет, ние веројатно ќе треба на таа сметка да ќе имаме многу помалку пари во некои сфери во кои што сметам јас дека треба ургентно да се решаваат, како што е на пример здравството, образованието и така натаму. Меѓутоа, кога ќе дојдеме, треба да дојдеме до ситуација да издвојуваме 2% од нашиот буџет за членка за полноправно членство во НАТО. Тоа се некаде околу 70 милиони евра, што за Македонија не е мала сума на пари. Така да не сметам јас дека не е толку еднострана состојбата. Околу протестот повторно ќе се навратам до Солун, како што реков, се наслушавме националистички реторики, навреди, омаловажувања за Република Македонија и како што порача, реков, од Солун дека Македонија, терминот Македонија не смее да го користи никој освен Република Грција. Колку може тоа авторско право да си го има оваа земја? Мислам, авторското право не е регулирано за такви конкретни нешта, нарочно околу имиња на држави или впрочем да ве подсетам, постојат и држави кои што носат исто име. Џорџија имаме во САД, имаме Грузија или Џорџија како држава овдека. Така да тоа не е никаков ексклузивитет на никого и мислам тоа на друг контекст и воопшто за дискусија. Прашањето е зошто да не можеме да го користиме едните и другите. Впрочем, ако
толку сакаме да одиме назад во историјата, Македонија е пред се географски поим, од кој што подосна и ние сме го преземале како собствено име на нашиот народ, не. Ако тој географски поим со оглед на околностите го делиме, не само ние и Грција, делови имат и во Бугарија, не. Ја не гледам никако спор околу тоа да се користи од било кој. Како што впрочем ние не сме спореле, не знам, 92 година мислам дека беше кога аеродромот во Солун се применува во Македонија. Ја не сеќам дека ние нешто споревме околу тоа или така да што се однесува до ставот на нашата земја, ние немаме никаков проблем да и некој друг се нарекува со истото име, дали некој регион или слично. Меѓутоа суштината е некоја друга, суштината е во политиката, не? Политиката, политичките страни во двете земји во одреден период оцениле дека тоа е добро прашање на кој што може да поентираат. Ја претпоставам дека и основната причина за организирање нови протести во Солун сега кој што како што разбрав денес се организира опозицијата, не? Е всушност да поентираат, да добиат некој поен кај своите идни гласачи, да покажат поголем патриотизам од актуелната власт. Меѓутоа би рекол old fashion, старовински вид на патриотизам. Денес патриотизмот не е да се чукаш во градите и да кажеш дека јас сум постар. Бидејќи тоа е еден синдром балкански, знаете, дека сакаме сите да своето право да го излекуваме од староста, не? Кој е постар народ, кој дошол прв, кој и од таму да излекуваме некакви привилегии во сегашност. Меѓутоа очигледно дека тоа не е рецептот за градење на подобри иднина, рецептот е сосема поинаков. Тој рецепт може би важел во 19 век, сега во 21 век не. Сега во 21 век треба да се бришат границите, предрасудите, да се јакне соработката и всушност да имаме споделбена историја. Зошто би морали да ги делиме и историските настани, во кои што сме били партиципиенти и едните, и другите, и третите, и четвртите, и да ги својатаме, нели, да велиме, да, тоа е наша и само наша историја. Не постои такво нешто, знаете. Може би е проблем што историјата не е баш екзактна наука, да постои некој инструмент кој што ќе може да одреди вистина на кого што како му припаѓа, нели? Најчесто решение на математичка задача. Па нема некој инструмент, знаете, историчарите во суштина се трудат да направат реконструкција на минатото, но многу често всушност прават конструкција. Конструкција онака какво што нив им одговара за оправдување на некои постапки, цели. И како што напомнив на почетокот, ако историјата се користи во рацете на политичарите, бидете сигурни пред се ќе ја користат како оружје за постигнување собствени цели. Но трендот во Европа, а можам тоа слободно да го кажам, бидејќи во едно представувам една меѓународна организација по име Евроклио, која што е организација на европските наставници по историја, каде сум председател и ги знам активности кои се случуваат секаде. Не сме ние уникатен случај да имаме спор. Може би сме уникатен заради името. Да. Меѓутоа спорови постојат секаде, но трендот на секаде во Европа е надминување на контроверзите во историјата. Ние сме преполни со контроверзи. Кога велам ние, не мислам само на Македонија, не мислам само на Балканот, но секаде. Некои, според мене, малку по-мудри луѓе и по-мудри политики се нафатили на пристап на надминување, на разбивање на предрасудите, стереотипите и ги третираат тие контроверзни прашања. Ние не ги третираме, ние се затвараме во собствените школки и само во собствениот видеокруг дискутираме за тоа. Не сакаме да ја чуеме. Да се отвориме малку. Така, ние сите сакаме да кажеме. Првата вештина што во било која дискусија треба да се развие малку и да знаеме да слушаме. Ние сакаме да не чујат, но во ред треба и ние да научиме да слушаме. Овдека сакам да, доколку има време, да напомена, например, дека историјата кажува дека најголемите непријатели на европското тло биле долговековни Германија и Франција. Имали 100 годишни војни, 30 годишни војни, религијски војни, вакви и онакви. А токму тие две најголеми сили кои што имале големи спорови, предизвикале големи војни кои што рефлектирале врз судбината и на други држави, токму тие ја измислија пристап на заедничко третирање на историјата. Дури имате и заеднички учебници по историја, можете да замислите, не? Кои што ги пишуваат автори французи, германци, за да се применуваат и воените во другите училишта, образовни системи. Така да ние можеби малку сме презадоени, преоптеретени со историја, скоро да нема човек кој не мисли дека знае историја, но проблемот не е да знаеш, туку да ја разбираш. Така. Разбирањето на историјата е еден сосема друг процес кој што ние за жал овдека
ниту низ образовниот систем не го третираме, не го конзумираме, па така да не можеме и да очекуваме никакви бенефити од тоа. Доколку тие такви процеси се сменат, многу полесно ќе се смени и она перцепција за минатото, за проблемите, но се разбира, тој процес мора да се случува во сите засегнати страни, не само во Македонија, туку и во Грција, или во Бугарија, Албанија, кај год да имаме некакви проблеми кои што влечат корен од историјата. Тезановиќ, вие ги следите случувањата околу спорот. Ме интересира што во последно време пишуваат грчките медиуми. Како тие пренесуваат за спорот, со името за оваа наводна разрешница? Да, ќе ви одговорам на тоа прашање, но само да се надоврзам Ајде. за професорот од новинарски аспект, тоа што го кажавте, дека ние не ја слушаме другата страна, најчесто не само ние, веројатно и другата страна не сака да не слушне нас. Но видете што е интересно. Додека е Македонија самостојна држава, од кога е самостојна држава? И во поглед на сите спорови кои ги има со соседите, и тоа е познато, нели? Со Србија е главниот спор околу црквата, со Бугарија околу нацијата и јазикот, со Грција околу името и идентитетот, тоа значи не може да се спори дека е така. Ние не сме имале, значи кај нас, па ни таму ни на нивните телевизии, ниту една дебата на која би седнале јавно историчари од двете држави и на која аргументирано Да ги би покажат зборувале за фактите. тоа, па да видиме, веројатно нема ништо да се докаже на крајот на емисијата кој е во право, кој е во криво, но едноставно ќе го слушаме, ќе го видиме тоа како гледачи. Значи ние 20 години само слушаме аргументи еднострани, вака е, така е, онака е, но ние не седнавме никој јавно да спротивстави аргументи, па да видиме што ќе излезе на крајот од сето тоа. Имаше само еден обид на минатата А1 телевизија да се направи една симулација на преговори, не знам дали се сеќавате, меѓу Македонија и Грција, но тоа беше толку дочекано на нож во Македонија како предавнички потек, како еве овие јавно го продаваат на името, значи беше донесен грчки експерт. Тоа беше само едно повеќе шоу за јавноста, значи без никаква тежина. Само ги слушавме Ставовите кои се на аргументите на грчката грчката и страна. на македонската страна јавно пред сите гледачи да видиме, ете како луѓе, па добро, зашто зборувате 20 години, да видиме зашто зборувате, што вие таму цело време нешто преговарате. Дајте да видиме. И тоа беше дочекано на нож. Значи кај нас нема све за тоа, неверојатно е како никој не кажа, добро, дајте луѓе да организираме на таква дебата јавно, па да не нека биде трае само ако на треба и со високо ниво недели. на политичкото. Да видиме, еве и со Србија, не само со Грција, и со Бугарија, иако еве и со Бугарија се затвара прашањето. Тоа ми беше околу тоа, а во однос на грчките медиуми, тие, значи, и кај нив ја приметуваме истото многу зголемено интересирање за спорот за името. Знаете, во новинарството спорот за името доскоро беше една од најдосадните теми и за јавноста беше една од најдосадните теми. Тоа е работа која не се менува, која е фиксна, значи каде што можете да земете прилог кој е направен во 2000 година, да го прочитате денеска И нема да види веројатно ништо никој различно. нема да примети разлика. Значи, што кажал Нимиц, што кажале преговарачите, грчките црвени линии, македонскиот став, тоа е тоа. Но со раздвижувањето на целата работа, со раздвижувањето на разговорите, со веќе и конкретни чекори, така во грчките медиуми спорот за името веќе преобладува. Тоа е на првите страници на весниците, тие се во Грција доста поактивни него кај нас се скоро за жал изумрени. И на телевизиите, значи можете да отворите било кој грчки медиум на рандом, сега ќе видите дека обавезно е прва вест, нешто Скопје или Фиром, обавезно нешто има, така да тие веќе почнаа и кај нас се јавуваат и мене ме контактираат неколку грчки медиуми, значи веќе барат ставови, доаѓаат, имаше доста грчки екипи сега во Скопје и за посетата на генералниот секретар на НАТО. Евидентно е дека тие се имаат зголемено интересирање. Што ве праша, што ги интересира како новинар да праша? Отприлика е ист, еве конкретно мене ме прашува, имав ја едно интервју за еден грчки сајт од Солун, Ворија, во понеделник ќе дојдат и од грчката телевизија Алфа. Нивните прашања беа такви. Значи, што мислиме ние сега за протестите
во Солун. Што мислиме за протестите во Скопје? Постојано се навраќаат на некои стари, анахрони теми, например, многу инсистираа да им одговарам. Што мислам ја за изјавата на покојниот председател Глигоров дека македонците се словени? Значи, јас прво ми беше депласирано тоа прашање, бидејќи самиот спор е апсурден, нели, и ирационален. Да ги излечат таква информација од тебе, за да ја... Но толку им беше важно, па им одговорив. Значи, поставуваат такви прашања во однос на македонскиот идентитет најмногу по таа линија одат, тоа ги интересира зашто македонците се македонци, дали се овие македонци, дали се во Грција македонци, ги интересира многу за Скопје 2014, за тој им е исто како еден главен седна прашање, дали со тоа се докажува дека Македонија е идентитистичка држава, дека имаме, значи, аспирации кон грчка територија, и тоа се тие, значи, вообичаени прашања кои ги интересираат. Така, Лазаров, ајде да продискутираме околу најновите податоци сега кои што ги објави Центарот за европски стратегии Евротин, кои покажува дека 63% од испитаниците сметаат дека влезот на Македонија во Европската унија ќе биде добра работа. Така, интересно е тоа што најголем процент од испитаниците се симпатизери, членови или на ДУИ, така беше повеќе се... Најголема поддршката, да, доколку ги ставиме на некоја. Ако најголема поддршката, тука се сите големи, тука се сите албански партии, значи и гласачите на БЕСА, и гласачите на Алијансата за... Нешто пониско се гласачите на СДСМ, меѓутоа многу пониско на сегашната опозиција ВМРО ДПМН. Да. Значи, доколку ги разгледаме сите податоци, значи не само по ова прашање, не само по членството, дали би било двоје добра работа, истото и за НАТО, тука се некаде бројките, ќе видиме дека има голема разлика по три компоненти различни. Значи, прво, како што спомнавте, тоа се по партиската линија, значи, секогаш, како што спомнав, гласачите на поголемите албански партии доминираат во поглед на поддршката за ЕУ и за НАТО. Добро. Потоа следуваат, нели, како што кажавме, СДСМ, кој што е многу блиску, на пример, за членство дека би било добра работа, гласачите на СДСМ 87,3% се изјасниле дека би била добра работа, меѓутоа гласачите на ВМРО ДПМН за членството на ЕУ дека би била добра работа е само 44%. Дали беше ваква разликата и кога ВМРО ДПМН беше на власт? Или со промената на власта и го промени и мислењето? Значи, ние го спроведуваме ово истражување 4-та година во серија. Од тогаш кога го правиме ово спроведување, значи од 2014 година, гласачите на ВМРО имале пониска довера во текот на ЕУ, за влегувањето во ЕУ. Значи, и тоа од секојаш и тогаш сме го коментирале, дека ние имаме на власт два коалициски партнера кои што немаат иста идеологија, односно се збориме за гласачите нивни, немаат иста идеологија кон ДУИ биле секогаш горе. Секогаш. Значи и таа разлика ќе ја видите помеѓу албанците и македонците. Значи 89% од албанците сметаат дека би била добра работа, 56% од македонците сметаат дека би била добра работа влезот во ЕУ. Без да ги прашате за која политичка опција се. Истото е и во поглед на возраст. Секогаш и ова исто од 4-та година во серија се повторува. Секогаш повозрастните се против со помал процент за влез во Европската унија во споредба со помладите. Меѓутоа тоа не е ни за изненадување. Видовме дека и во Британија, барем според анкетите што се водеа претходно, дека токму таа повозрастна група на граѓани одлучи да се случи тој Брекзит. Така да веројатно секогаш малце постарите влечат кон таа некоја внатрешна, националистичка линија или не знам како. Чувствуваат ли граѓаните поголема потреба сега од Унијата или со промената на власта чувствуваат дека може би да се најде решението? Се крева оптимизмот. Значи, едно од прашањето е за колку години очекуваат дека можеме да влеземе во Европската унија. За повеќе 10% е качен процентот од лани за тоа дека Македонија може да влезе во Европската унија во рок од 5 години. Значи, лани било тоа 18%, сега е 29%, скоро 30%. Очекуваат дека можеме да влеземе во наредните 5 години, што искрено ја мислам дека реално е невозможно, доколку ги знаеме сите тие процедури низ кои што треба
Треба да поминеме, ние се уште ги немаме отворено преговорите, знаеме потоа како следи, дека се отвара поглавје по поглавје и дека тоа не е туку едноставен процес кој што може да се реши за... Што велат правилата? Колку време би ни требало тогаш според сите? Нема правила, меѓутоа има различни искуства со различни држави, меѓутоа ја мислам дека доколку влеземе во оваа стратегија што ја спомнавме сега, некако тој процес и покрај тоа што Црна Гора и Србија веќе ги имаат отворено преговорите, мислам дека Македонија ќе го фати тој последен воз за да тргне заедно со нив и некако во пакет да влезат тие три плюс Албанија доколку нели они ги отварат преговорите во овој период. Така, Марковски. Иначе нема правила за колку време Така. Пред собранието на Република Македонија во исто време дојка генералниот секретар на НАТО Столтенберг држеше говор во законодавниот дом, надвор се случува, да ја кажам, протести, бидејќи не беше еден протест, неколку протести организирани од повеќе здруженија, групи, како да ги наречам, од едното и се оградивте лично со палењето на знамето на НАТО. Сметам дека тоа беше недостоен чин. Јас бев присутен на тој антинато протест и сакав до таа мера зборам да го искажам своето незадоволство од тоа како му се пристапува на некритички на членството во овој воен сојуз. Околу анкетите би сакал да прокоментирам. Ајде. За мене најрелевантна анкета ќе биде одржаниот референдум. И тоа барем има такви најави од страна на представници на политичкиот естаблишмент дека во случај на зачленување во НАТО сојузот ќе се организира референдум на кој што ќе се испита јавното мислење за тоа дали граѓаните на Република Македонија сака да се дел од таков воен сојуз. И веројатно во тој период до одржување на референдум ќе има повеќе простор да се убаво граѓаните да се запознаат со аргументите за и против членство на Македонија во НАТО сојузот. Така да сметам дека треба повеќе медиумите да даваат простор на такви дебати. Тоа во последниот период го прават, морам да признам. Меѓутоа, она што мене не ме радува, што јас е дека во последниот период граѓаните некако се целосно во фокус на таа реторика во Грција, протестот во Грција, овде кај нас, во таа некоја националистичка реторика е во фокусот на вниманието на мнозинството граѓани и на тоа влијаја особено кај нас мејнстрим медиумите. Каде треба да стави акцентот тогаш според вас? Се додека ние се занимаваме со такви ирационални прашања и проблеми, се до тогаш политичките елити ќе си се безбедни и си ги остваруваат некои своји лични интереси за кои што се таму. Така да целата оваа хистерија треба што поскоро да спласни ова националистичко лудило, не треба воопшто да се подгреваат со никој случај тие страсти кај луѓето и сите сме тука одговорни, сите треба да дајме свој придонес во насока на смирување на тензиите и кај нас и во Грција. Ете во Грција сведоци бевме дека беше и запален еден социјален центар на левичарски организации кои што организираа контрапротест на тоа националистичко лудило што се случи во Солун. Да, ќе имам прашање и за тоа околу тоа. Го спомнавме референдумот, ќе ви дам збор само околу дека за референдумот едно прашање до Резановиќ. Што доколку не успе и граѓаните речат дека и покрај ваквите анализи речат не го менуваме името и остануваме вака како што е. Колку ќе биде тоа шлаканица за Европската унија, да сите оние напори за решавање на спорот, кога на крајот македонците ќе речат остануваме вака? Видите, тоа би било тотално, не знам како да се изразам, освен несериозно, доколку се постигне некаков договор, таков историски договор помеѓу двете влади, и доколку тој потоа референдум не успее. Значи, тоа би било неверојатна една шлаканица прва за тие кои го направиле договорот, но би било една
значи многу би бил еден многу опасен развој на настаните за земјата. Тоа отприлика го кажа и грчкиот министер Кодзијас. Тој отприлика се изрази дека можеби Македонија не е свесна во каква фаза би влегла доколку би се постигнал договор, би се одржал референдум, па тој референдум не би успеал. Меѓутоа тоа е апсолутно мое мислење дека ние би влегле во една многу опасна фаза, во една многу значи една фаза која би била многу полоша после 2008 година и после Букурешт. Видовме што се случи после Букурешт. Видовме што се случи во изминативе 10 години. Ние дојдовме на раб на опстанок како држава. Ние дојдовме на раб на секаков вид и на физички и на државотворен опстанок. Ние дојдовме на раб на војна на крајот пред да се смени власта. Мислам дека можеби граѓаните и не се свесни што се можеше да се случи и што се требаше да се случи во главите на некои луѓе. Мислам дека сега недостатокот на било каква надеж потоа, бидејќи ако се затвори овој прозор на можности, тој недостаток на перспектива ќе не внесе во една многу лоша насока. Многу мина слушам зборуваат за некаков план Б, дека не треба да се ослониме само на тоа. Јас се согласувам, но исто така јас се сомневам во капацитетите на македонските политички елити да изградат план Б или да изградат, да направат можност за некаков позитивен развој на настаните. Би можело да бидат во игра овие предлози кои што неофицијално се кажуваат нова, северна, горна. Да, тие се предлозите, па нема други предлози. Значи тоа го каже и господинот Немиц. Нели тој вели после толку време не можете ни да очекувате ништо ново. Значи сите опции се веќе кажани. Еден од тие предлози е веројатно тој што ќе биде ставен на маса. Јас верувам дека значи ова сакам со ограда да го кажам, не го кажувам како некаква информација, туку според моја неофицијални извори така. Не е ни според извори, туку според моја лично убедување дека предлогот е веќе и подготвен, дека тој е еден, веројатно се знае кој ќе биде и дека во некое време ќе биде презентиран. Сакали или не? Да си одберете? Не, предлогот кој ќе биде договорен меѓу двете страни на крајовите и ќе биде презентиран во јавноста, но верувам дека се знае кој е. Го знаат и македонската и грчката страна. И македонската страна треба да представи на граѓаните да се одбере дали ќе ја прифати таа. И грчката се разбира. Така, и грчката. Професоре, моето следно прашање е дали една од причините за овој деценијски спор е стравот на Грција од геноцидот што го има направено врз македонскиот народ од Егејска Македонија? Па ја верувам дека е. Верувам дека е една од причините. Еден од неосудените големи геноциди во историјата на човештвото. Има и многу други, но ова е оној кој што нас не засега и кој што оставил некакви последици и долгорочни последици. И суштината, мислам, тоа е мое лично мислење, дека корената е и во некои економски консеквенции кои што би следувале, нели, репатриција на имоти. Се плаша дека можеби семејствата на тие луѓе кои што биле протерени дома да си ги имаат тапиите од куќите, од апсолутно се она што поседувале па да се вратат и да си го побараат назад. Што е и некоја нормална работа, нели, во некои нормални околности да и се случи. И верувам, сметам дека имаме прочитано некои изјави на некои грчки политичари и сега скоро денови па и во минатото дека тоа би било негативната консеквенца по Грција. Знаете, и ја верувам дека тие имаат голем страф од такви можности, не? Бидејќи сега веќе во последна деценија како што јакни и моќни меѓународните организации и притисокот на заштита на човекови права и така натаму. Тоа е нешто што не почитуваат. Нешто што со векови не се почитувало, меѓутоа не може да останат имуни на тие процеси грците. Тоа е неодмилив процес кој што ги зафаќа сите, по вклучително и нив, не? И не само тоа, туку и, не знам, признавање на разни малцинства. Знаете дека во Грција не постои... Не признава, да. Освен религиски малцинства, мислам дека тоа е еден од стравовите. Кога во историјата почнува омразата на некој начин од Грција на македонска страна? Па не можеме конкретно да одредиме тоа, како што рекол, нема некој инструмент кој што точно може да каже, но индиција за такви
Апсолутно најголемата омраза започнува после таа граѓанска војна во Грција, каде што голем број на македонци, не само македонци, да се разбереме, многу минува дека мислат дека само македонци биле протерани од Грција, протерани се грци, албанци, сите кои што учествувал на страната на комунистите во времето на граѓанската војна, меѓутоа нормално кај нас најмногу не боли тој екзодус на стотици илјади луѓе од таму и кој што долго време, да не речам, се држал во фиока во смисла на дискусија не кај нас, туку во Грција, во некои други земји, како да била на некој начин забранета тема. Меѓутоа, не можете да ги сопрете процесите на отворање на такви прашања, како впрочем што со години не се зборуваше и за геноцидот на армените, не? Да. Но денес тоа слободно се дискутира на секаде, низ Европа и светот и да, тоа е мојот одговор на вашето прашање. Дали тоа бидејќи знаете како, она што го движи светот е економијата, апропо и она што вие го зборувате, нели? И политичките процеси се поврзани со економија. Замислете колкав економски удар би бил тоа за една држава како Грција, нарочно во време кој тие не стоят економски. Да, економски добро, тоа би бил неверојатен шок за нив економски и би го доживеле како еден голем пораз, дури национален. И сите тие емотивни нешта, впрочем, прават да се појавува голем отпор и да се подигаат тензии и да се прави еуфорија. Нели, во однос на тоа дека сета судбина иднина и на Грција и на Македонија лежи во тоа едно име. Меѓутоа, мислам дека тоа е еден само изговор. А стравовите се многу подлабоки. Дал се реални, дал реално може да се случи или не, тоа повеќе би знаеле правниците, бидејќи тоа не е прашање на историјата, туку на легализмот. Меѓутоа да, верувам дека тоа е еден голем страх. Лазаров, ќе се надоврзам со следното ваше прашање, со прашањето што го поставив на Езановиќ околу неуспешноста, доколку имаме неуспешен референдум, со едно прашање кое што го имавте вие во анкетата. Значи, Европската унија е најдобра алтернатива или Македонија треба да бара сопствен модел за развој надвор од Европската унија? Што вели истражувањето тука? Тука има голема разлика во споредба со минатата година. Значи, доколку минатата година подоминантно беше размислувањето дека Македонија треба да бара сопствен модел надвор од ЕУ, оваа година 50,2% се одлучиле за тоа дека Европската унија е најдобрата алтернатива која што има Македонија, а само 35% се одлучиле за тоа дека Македонија треба да бара сопствен модел надвор од ЕУ. Мислам дека целата оваа ситуација, целото оваа криза која што помина Македонија во 2017 година и таа улога која што изигра по кој знае кој пат, нели, целата меѓународна заедница, вклучително и Европската унија, допринесе можеби за малку враќање и во довербата дека тоа е правото место кон кое треба да се движи Македонија. Што би биле тие спротивно на Европската унија, кои били тие различни модели кои по тоа што можеме да ги суштаме по анкетите, затоа што овие анкети ги правиме телефонски. Така. Најчесто е, нели, е Русија како можност каде што би можеле да пристапиме или некои си балкански сојузи кои што они ги спомнуваат, меѓутоа тоа не е барем поточно југоносталгични повторно создавање на Југославија, нели? Да, некои такви видови на сојузи, дека тогаш не било многу подобро, дека меѓутоа тоа се претпоставува мој мислење тоа дека тоа се изреки поради тоа што предолго чекаме на вратата на Европската унија и голем дел од луѓето постои, нели, таа разочараност дека никогаш нема да влеземе во Европската унија и ќе видите дека и оваа година 23% рекле дека никогаш нема да влеземе во Европската унија. Значи постои уште тој момент дека Европската унија нема само ни дава некои задолженија кои што треба да ги направиме, меѓутоа никогаш не планира да ги отвори границите спрема нас. Околу истражување околу степенот на образование, возраста, дали има тука различни мислења? Тука е таа и во другите прашања по старата, повозрастната група на граѓани се зголемува процентот кој што верува дека ќе влеземе или останува уште кај младите? Кај нив е повеќе паѓа отколку што се крева процентот за влезот, а исто и во поглед на тоа дали треба да бараме сопствен модел. Значи, повисоко образованите луѓе сметат дека збориме за луѓето со високо образование и нели на тоа, сметаат дека поголемиот дел од нив сметаат дека
дека Европската унија е најдобриот модел за Македонија, додека луѓето кои што се со помало образование, дали со средно, дали со основно образование, кај нив е подоминантно дека треба да Македонија да бара сопствен модел надвор од тоа. Тие се некои разлики исто и во возраста. Значи во возраста постои тоа дека младите се повеќе кон ЕУ, како што го спомнавте и во претходните прашања, исто и во ова. Они сметаат дека ЕУ е најдобра алтернатива и повозрастните сметаат дека е ЕУ најдобра алтернатива, меѓутоа е помал процентот во споредба со помладите. Така, Марковски, има ли пример понов да ни објасните околу тоа против заложбите на НАТО, а пример каде што земја членка на НАТО не застанала врз држава која што била загрозена внатрешната безбедност? Не разбрав, земја членка на НАТО? На НАТО која што имала загрозена домашна внатрешна безбедност, да не е била заштитена од алијансата. Па да, значи НАТО алијансата нема мандат да делува внатрешно во земјите членки. Така например, Бидејќи тоа не имаме ситуации во Шпанија со вооружени конфликти меѓу баскејците и НАТО алијансата тука кажа дека нема мандат да делува. Во Турција исто. Извинете, ве прекинувам, бидејќи тоа не е како образложение дека ќе бидеме посигурна земја, Не, доколку сме апсолутно не држи членка тоа. Апсолутно не држи тоа. И тоа е еден мит во јавноста кој што се условно речено дека се нема продава, внатрешни конфликти, дека нема дека тоа ќе биде гарант за внатрешна за стабилност на внатрешен план на државата, што апсолутно не држи. Ете ги споменав тие два примери. Шпанците долги години имаат судири и сега актуелна е тој процес на сецесија, на отцепување на Каталонија од Шпанија. Во Турција исто така курдите и турците имале вооружени судири од 1978 година. До сега се загинати 45.000 има цивили таму загинати во овие судири. Така што не е баш точно тоа дека НАТО алијансата апсолутно ќе ги превенира оваквите ситуации. Најдобро е ние самите тука да создадеме услови, тоест да се интензивно се бориме против тие некои националистички тенденции и пред се сиромаштијата на граѓаните, бидејќи само така ќе изградиме општество со слободумни граѓани кои што ќе размислуваат со своја глава и нема да бидат подложни на манипулации од такви некои структури кои што доколку бидеме нападнати од надворешен фактор. И тоа и според мене со самиот факт што ние ќе праќаме војници во НАТО мисиите, ни се зголемуваат ризиците ние да бидеме нападнати од евентуално да се случат некакви терористички напади кај нас, бидејќи ние праќаме војници да војуваат на војска дома. Да војуваат таму на тогаш пак испратат сила во интерес на некои империалистички сили, се разбира некои структури кои што земаат во предвид кои се учествува во тие мисии, можеби ќе сакаат да имаат и осветнички акции против тие војници кои што ќе учествуваат во таквите мисии. Така да и тоа треба да се земе во предвид кога се посматра некритички. Иако би сакал да прокоментирам и околу Европската унија. Да, јас сум за членство во Европска унија, меѓутоа сметам дека Европската унија нужно треба да се реформира. Европската унија води политика на развиен север, а на сиромашен југ. Па така имаме ситуација во која што Германија остварува неверојатен суфицит во буџетот, а Грција пак има такви финансиски проблеми со кои што енормно е покачена сиромаштијата таму последниве неколку години. Да, Европската унија им помага, дава помош на Грција, меѓутоа првично треба да се види како се доведе во ситуација Грција да има таков ниво на развој, толкава сиромаштија за разлика од останатите други земји членки. Тука сега моментално исто финансиски проблеми имаат и Португалија,
Па за Грција мислам дека и имаше во јавноста од нивните луксузирање 13-14 плата, годишни одмори. Па не се сложувам јас дека обичниот граѓанин Грк не виде многу од тоа, бидејќи за функционерите претежно тие пари. Споредбено стандардот на Гркот и на германецот е многу поразличен во Европската унија. Така да треба и од тој аспект малку критично да се обсервира поставеноста натрешна економска во рамките на Европската унија. Гледаме во овој извештај Зановиќ голема поделеност помеѓу политичките партии околу влезот и членството на Европската унија. Можно ли е ова, гледавме денеска изјавите на политичките партии, реакциите околу средбата на Заев и на Ципрас, би можела ли опозицијата нешто, некаква контра сега да удира на власта со обвинува за нетранспарентност, скриени разговори? Да, добро, тоа е сосема... Иако ги пофалија и ги поздравија... Да, тоа е сосема легитимен став на опозицијата, истиот став го има и грчката опозиција неку. Пред да ви го одговорам тоа прашање, сакам да се надоврзам малку на неколку пати искажаните ставови ваши и за НАТО и за се. Значи, треба да имаме предвид за што зборуваме кога зборуваме за Македонија како држава, за состојбата наша, за се она што се случувало. Треба да имаме и во поглед на политиката и на Европската унија кон Македонија, значи сосема е јасно дека таа не е фер, дека Македонија доби некои услови кои ги немаат другите земји при зачленување во Европската унија, тоа е споразумето со Грција, тоа е евидентно, дека Македонија е тука обесправена и тоа не е ништо спорно, но ние значи мораме да го надминеме тој момент психолошки, ментално и да видиме што сакаме со самите себе си. Кога зборуваме за алтернативи, ние зборуваме за држава за која последниот извештај на ПРИБЕ во однос на владењето на правото покажува дека ние сме малтене на ниво на failed state, на пропадната држава. Ние сме држава во која нема никакво владење на правото. Значи, скандалот со преслушувањето е само еден мал сегмент од тоа дека Македонија отиде од некаков привид на демократија кој можеби го имаше до авторитарна држава. Значи, ние дојдовме во момент, како што кажав, да не постоиме како држава. Сите наши напори да изградиме некаква економија, некаков стандард за граѓаните, некаков бруто национален приход се пропаднате. Ние 25 години не успеаме да го направиме тоа. Ова што го зборува колегата, што го каже и за Европската унија, особено ова за северот и за југот, тоа се многу од предрасуди кои постојат кај обичните граѓани, кои мислам дека не разбираат што значи Европска унија. Европската унија не е некаква касичка со пари, која треба да даде пари на земјите членки и да таа има, се разбира, една од задачите е да обезбеди равномерен развој. Но сепак тоа е како буџет на заедницата. Па тоа е една од целите. Но сепак, значи, Европската унија е пред систем на вредности. Систем на вредности кои треба да ги делат земјите членки, а пред се тоа е систем на вредности и владење на право, кој треба да обезбеди развој на економијата. Сега ние да кажеме дека некои земји се понеразвиени од други, да, точно е тоа така, но сепак тоа е на самите држави. Сега, кој ни е виновен на Македонија што ние 25 години не успеавме да произведеме ништо од држава. Значи, ние не сме направиле ни еден производ, никаков извозен успех ние имаме. Значи, тоа што сме имале како тешка индустрија сме го уништиле, ние некогаш имавме и производство на автобуси, имавме производство на низа други работи, ние ги немаме. Сега имаме некои странски инвеститори кои тука склапаат. Да, што сето тоа иде за извоз. Или на Грција, зашто исто така нема никаков производ направено, и зашто би била виновна Германија, кој е светски технолошки лидер во производство на се, и зашто Германија би давала пари на Грција, а и има дадено премногу пари инаку. И тоа дека грчкиот граѓанин не видел ништо тие пари, тоа е апсолутно неточно. Значи, грците живеат со децении на кредити од Европска унија,
Значи, ако сте биле скоро, не знам, до Крв, да речеме, има еден автопат, Вие Игнатија, за кој се потрошени околу 300 милиарди евра, дадени од Европска Унија. Значи, тоа е неверојатен автопат. Тоа е неверојатен автопат. Со 90 тунели. Со 90 тунели. Значи, тоа е само еден сегмент од тоа колку пари е дадено во Грција. Тоа што Грција не успеала да, или Шпанија или Португалија да обезбеди еднаков економски развој, тоа не е вином на Германија. А повторно И немалку должно да ги финансира за... А повторно најмногу инвестиции се од Германија, па видите само автомобилската индустрија. Значи Чешка живее од Германија, значи Шкода е германска инвестиција, Сеат во Шпанија е германска инвестиција и понатаму. Во однос на НАТО, да, точно дека НАТО не е организација која интервенира во внатрешни конфликти, но апсолутно е неточно дека НАТО како организација не носи стабилност за една држава. Бидејќи видите, конфликтите и опасностите се асиметрични. Тие доаѓаат од разни канали, од разни интереси кои ги произведуваат тие конфликти и тие опасности. А кога земја е членка на таков воен сојуз, многу од тие предизвикувачи на тие опасности автоматски се откажуваат да направат било што во една таква држава. Кога позадива се НАТО? Па да, има со Турција точно. Те имаат конфликт со курдите, има и Шпанија, но Турција има, значи, милион војници. Значи, како Турција. На Турција не треба никој да интервенира, нема потреба. Ниту Шпанија. Нема потреба од никаква нема потреба никој војно да ја помага во било што да се справат со своите внатрешни состојби. Дали НАТО ќе интервенира доколку тие држави бидат нападнати од страна? Апсолутно ќе интервенира. Тоа сум сигурен. А за земји како Македонија, кои немаат основен државотворен капацитет, кои, значи, не успеале ништо да направат, па ние немаме друг избор освен да се зачлениме во некаков сојуз. А јас вашиот став е сосема легитимен за НАТО како војна организација. Тоа е несомнено, го делам тоа од хуманистички аспект, од било каков аспект, што е воен сојуз кој на крајот некаде убива луѓе. Тоа е јасно, но мора да сме прагматични. Сега не гледам алтернатива. Ако имаме друг сојуз, да. Ако имаме друга можност, да. Дајте да видиме. Но јас не ја гледам. Да останеме сами на себе, не? Не ја гледам, значи, навистина. Од кого би биле ние нападнати? Еве, например, ако не сме дел од НАТО, кој имаме ние опасност да видиме нападнати од некој од соседите, например? Па ние, значи, ние прво имаме проблем од наша, мислам дека од надворешен напад имаме најмала опасност, најверојатно. Точно. Нели никогаш не каже никогаш, но најверојатно, но нас ни е најмногу проблем таа внатрешна стабилност. Значи, тука е нашата главна нашата потреба за членување во НАТО, особено кога веќе сите соседи се членки на НАТО. Значи, А ќе биде еден ден и Косово, тоа сум сигурен. А да не се изненадиме дека ќе биде и Србија членка на НАТО. Значи немаме опасност да бидеме нападнати ако сите околу нас се земји членки на НАТО, ако сите се членки на НАТО, бидејќи НАТО не интервенира од земји членки кон земји кои што не се членки на НАТО. Да. Ако е нападната земја Па која што немало не е таков членка, случај, да. Да, значи Иако имало пример со Грција и со Турција, да. Значи тоа сакам да поентирам, сакам да кажам дека доколку ние внатре во нашата држава го поттикнуваме и го храниме национализмот. И доколку не ги решиме тие некои основни суштински проблеми со кои што се соочува обичниот човек, нема да ни го реши проблемот НАТО. Да сме начисто. Значи, НАТО нема да ја стабилизира Македонија во ситуација кога имаме изразен национализам, кога имаме етноцентристички позиции на мејнстрим политичките елити кај нас. Во тој случај џабе ни е и членство во НАТО. Членството во НАТО е само рамка. Значи таа нема директно да не реши, се разбира. Па тоа сакам да кажам. Членството во НАТО Значи е рамка. нема да ги реши тие ризици. Продолжуваме Нема да ги реши тие со професорот ризици. Младеновски. Во последен период во медиумите се појавија многу карти, мапи, на кои што јасно се гледа што од
времето на османлиите, што од Првата, Втората светска војна. Зашто не се употребат тие карти како докази? Затоа што Зашто ги гледаме само по социјалните мрежи, по вести, по телевизии, по вестници, Затоа што ние ги зборуваме за проблем кој што се решава со реал политика. Во реал политиката аргументите не вредат многу. Да ве подсетам, па ние имаме хашка пресуда. Нели? Да. А во реалниот живот, реал политиката таа не вреди многу. Не ни учи никаква придобивка, реално, не? Така да, а и каде би се тоа дискутирало? На кој ниво? Кој тоа би го дискутирал? Како што каже Ири Звановиќ, да направиме дебата, да викнеме експерти од Атина, мислам, од дискусија Солон. ние може да водиме. Не е проблем, ќе се најдат експерти, ја верувам и од 2, и од 3, и од 4 страни, ќе направат интересна емисија, луѓето ќе зборуваат утредента, меѓутоа јас зборувам за тоа што ќе се добие од тоа. Дали ќе се добие нешто реално во реалниот живот, дали ќе се постигне некаков договор, дали тоа ќе рефлектира на подобри позиции утре, нели? Сметам се уште дека ние па и како нашата научна фела, кога велам нашата, не мислам само во Македонија, туку мислам и во целото окружување, прилично сум запознат со расположението, не е спремна за такви отворени дебати. Премногу се настапува емотивно и романтичарски. Не е толку здраворазумно. И за жал, за жал и таа и научната фела е преоптеретена со преполитизирани за нашето општество. Без разлика дали сме општество кое што е членка на НАТО и Европска унија како Грција, дали сме апликанти. Атмосферата тука горе-долу иста. Бидејќи имаме едни исти стари навики. Ние прифаќаме вака на хартија некои вредности, меѓутоа имаме проблем со имплементација на тие истите вредности. Го гледам тоа и во Грција, не? Го гледам тоа и во Бугарија, го гледам секаде. Значи, тој менталитет кој што треба се менува, меѓутоа тој е долгорочен процес, а ние сме малку така навикнати на рок-н-рол, нели, сакам сега и сакам се. Сите сакам сега и се, меѓутоа некои процеси барат време. Некои процеси барат време и дават долгорочни резултати. Но ако ги започнеме сега, тоа долгорочно побрзо ќе дојде. И исто би сакал да, ако може, се слагам со двајцата претходни говорници, посебно со вас во делот како се гледа на тоа. Меѓутоа, кога би живеел во Финска, Норвешка, апсолутно би бил против НАТО. Но бидејќи живеам во Македонија, без разлика какви лични ставови имам и дали сум пацифиста или не, нели, воопшто не за НАТО, но било која војна организација, чувствам потреба дека не треба некаков, да не речам ментор, некој мотив, нешто што нас ке не држи. Историјата која е учителка на животот, ние може да научиме, би требало да научиме дека во минатото сме правили таа грешка, секој сме одале сами. Ако погледнеме кога во 19 век се создавале наши околни држави, сите имале ментор. Не во форма на сојузи, можеби, туку некои големи држави, како Русија, не знам, помагал на Бугарија, Србија, потоа, не знам, Грција е помогната од Германија, не? Па првиот грчки крал, беше германец, има германски службен јазик и на ниво на целата држава, администрација германска, војска германска. Меѓутоа, ете, гледате дека тоа испаѓа подоцна дека била некаква си правилна инвестиција, ако може да така го крстам. Во тоа време верувам дека огромен бил бројот на луѓето кои што биле против тоа. Можем да замислам какво било чувството, атмосферата во една држава која што сакал, кај еден народ кој што сакал после, не знам, 500 години да има своја држава, има држава, не ја водат самите. Ја така ги гледам овие интегративни процеси и во НАТО и во Европска унија. Не е се, знаете, ние сме мала држава, ранлива. Ние сме неверојатно ранлива држава. Живееме, што се вели, на ивица. И сметам дека некој голем, да не речем брат, туку некој мора стои за нас. А ако се сеќавате на скорото минато, на годините кога се распаѓаше Југославија, ново формираните држави има поддршка. Хрватска имаше поддршка голема од Германија и некои други. Ние секогаш ја туркаме работата сами. Сам во оваква ситуација, во овакви можности, со овие капацитети, видовме дека не можеме. И историјата ни покаже исто дека не сме можели. Сметам дека треба да бидеме мудри, можеби одлуките ќе бидат болни и ќе бидат. Често го компарирам тоа како, знаете, имате некоја сериозна болест, па одите на операција, па хирургов ве сече, меѓутоа ве сече за ваше добро, не?
Така и го гледам и ова. Пристапување кон некои вакви организации ќе бидат болни, нема веднаш да даде бенефит, не? Имаме издатоци, сиромашна држава ќе има издатоци, ќе треба да правиме болни реформи. Треба да изфрламе луѓе надвор работа, имаме огромна администрација и така натаму. Меѓутоа долгорочен е резултатот. Ако правилно ја примениме како се вели препораката, што и како треба да се направи, верувам дека ќе дојдеме до нешто. Нестрпливи сме, да, јас сум многу нестрплив. Мене ми помина животот 25 години во транзиција. Заглавени во транзиција. А ако не можеме за нашите живот, бар да направиме нешто за овие што генерации што доаѓаат после нас. Со Лазаров, продолжуваме, имаме уште 5 минути, ми сугерира од режијата, можеме со завршни зборови. Еве 369 планот содржи реформи кои што треба да подобрат демократичноста. Имавте и вие истражување околу планот за 369, колку оваа влада се стреми, се видовме дека се наоѓа да се стрема за да се дојде до да се најде решението, но колку граѓаните се запознаени со ова и колку е поддршката од страна на граѓаните. Да, значи ова беше едно од прашањата кој што искрено мене лично најмногу ме изненади. Колку малку од граѓаните слушнале за планот 369. Затоа што сите овие реформи кои што се случуваат во моментот, со частни исклучоци на неколку кои што не се од таму, се наоѓа токму во тој план 369. Само 36% од македонското население слушнале за планот 369. Што јас сметам дека примерно ако 62% и 63% нема слушнато дека постои план кој што се вика 369. Од кога ги прашавме дали слушнале, ги прашавме и тие што слушнале како го оценуваат, нели, планот 369. Тука се позитивни оценките. Преку 50% ги рангираат како добар тој план, а околу 20% викаат дека не е ни добар, не е ни лош, значи само 30%. Поединечно по реформи знаат зашто се работи 369, какви се тие мерки? Немаше во анкетата прашање по реформи, дали слушнале за одредена реформа или не, него директно дали слушнале за планот 369 на владата. Значи само 36,3%. Интересно е за извештајот на Прибе и за тоа може да го исто извештаите на Прибе. Значи 73,3% не слушнале дека постојат извештаи на Прибе. 26,2% слушнале дека постојат извештаите на Прибе, што за мене лично е стварно изненадувачки, затоа што толку се говореа во јавноста, толку се направи некој мит околу тие извештаи дека постан толку долго време и ние ги чекавме тие вистински извештаи од Европа да дојдат и да кажат дека не ви чини работата, треба да правите некои промени. Само 26% слушнале. А од тие 26% што слушнале ги прашавме што сметаат дека е Прибе, дали Прибе е институција или Прибе е имена личност. Од 26% 29% сметаат дека е имена институција. Слушнале Прибе, мислеле дека е некоја европска дека институција? Дека е некоја европска институција, 21% не ни знаат. Што е, значи, ако ги соберете од прилика, околу 50% од тие што слушнале за Прибе, не знаат дека Прибе станува збор за експерт, односно експертска група која што ја предводеше Рајнхард Прибе, која што правеше на 2 пати извештај во Македонија. Така, Ризановиќ, 31 јануари доаѓа медијаторот во Скопје, кои се очекувањата? Очекуваме од медијаторот веќе на маса да стави некаква, прошлиот пат стави рамка, сега очекуваме да стави предлог. Дали тој предлог ќе биде ставен сега, ќе видиме, особено дали ќе биде обелоденет сега во јавноста, можеби ќе биде ставен сега, но како што се вода до сега преговорите, отприлика тој е начинот. Она што е ново е дека директно сега се вклучуваат министрите за надворешни работи во преговорите, значи се подига целото ниво, значи ќе одат многу подиректно, многу побрзо, значи на некој начин досегашните преговарачи се симнуваат доле ешелонски во поглед на поставеноста, така да очекуваме, значи, веројатно сега во јавноста да биде пуштено некаков пробен балон, да чуеме некакво можно решение и повторно на некој начин да биде едно мини изненадување или така една мала информативна бомбичка како ова што дојде од Давос. Така, ви благодарам, времето истече за вечерашната емисија, се грижа дека
Следуваат 200 за 10 на минути, мораме да го ослободиме студиото. Почитувани, овде ја завршуваме вечерашната дебата. Се надевам дека отворивме доста прашања, добивме и доста одговори на оваа актуелна тема. Останете со нашата програма, следуваат 200. Пријатно.